Добар ден! Вие следите уште една нова Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Овој пат фокусот ќе биде ставен на неинвазивните диагностички методи кај болестите на срцето и крвните садови. Кои се тие и на каков начин се изведуваат? Професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев, ќе даде одговор на сите наши прашања и дилеми. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Останете на Телма. За неинвазивната диагностика кај болестите на срцето и крвните садови денеска разговараме со професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Професорке, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Болестите на срцето и крвните садови за жал се многу чести. Што најчесто ги оштетува овие органи? Основата на оштетувањето на крвните садови, дали е во срцето или надвор од срцето, представува процесот наречен атеросклероза. Атеросклерозата е таложење на масни наслаги во зидот на крвните садови и започнува од самото раѓање. Потоа брзината на развој на атеросклерозата зависи од нашиот животен стил. Значи имаме генетика плюс услови од надворешна средина. Сите ризик фактори од типот пушење, нездрава храна, седентарен живот, висок притисок, масноти и шеќерна болест го забрзуваат процесот на атеросклероза. Доколку идеме со едно побавно темпо на атеросклероза, ние веќе во околу 30-та година имаме појава на масни наслаги во зидот на крвните садови. Меѓутоа, со животниот стил, ние тој процес го забрзуваме или го забавуваме. Тие атеросклеротски плаки се таложат на самиот, прво има оштетување на ендотелот на крвниот сад, значи која е главната работа? Со цигарите, со никотинот, јаглеродниот моноксид, со високиот притисок, маснотиите, шеќерот, ние всушност го оштетуваме ендотелот на крвните садови, на артериите. Тоа е натрешниот слој на крвните садови. Натрешниот слој на крвните садови е како лабораторија, која што лачи вазодилататорни, вазоконстрикторни супстанции. Кога ние таа лабораторија ќе оштетиме дури минимално електронски видливо само, тогаш ќе доаѓа до привлекување на белите крвни клетки, кои што доаѓаат, тоа се моноцитите, поминуваат во субендотелниот простор и тука се ги фагоцитираат маснотиите, ЛДЛ-от, лошиот холестерол, и на тој начин настануваат пенести клетки. Чи макрофагите ги фагоцитираат ЛДЛ молекулите и настануваат пенестите клетки кои што представуваат основата на тоа липидно јадро. И тоа липидно јадро, масно јадро, треба да се обвитка со фиброзна обвивка и со мускулни влакна. Тоа доаѓа од долните слоеви на крвните садови, обично од средниот слој, од медијата, и доаѓа како капа. У средината е масно јадро, а од надвор е капа, е составена од пред се фиброза. Сега, тука имаме две разлики. Ако е таа масно јадро големо, а капата е малечка, значи лесно ќе пукне и тоа се вика нестабилен плак и кога ќе пукне привлекува тромбоцити. Тромбоцитите доаѓаат со циркулацијата и го запушуваат крвниот сад. И тоа е всушност состојба, ние ја викаме оклузија, која што води до инфаркт, односно може да биде инфаркт на срце, може да биде инфаркт на мозок, на мезентеријални, на артерии на нозе, значи зависно каде ќе дојде тромбозата. Значи запушување, создавање на тромб, така? Да, за создавање на тромб и оклузија. Всушност, инфарктот, веќе кога го спомнуваме, представува ложење на најчеста причина, околу 90% е поради тромбоза на незначајно голем атеросклеротски плак. Значи незначајно голем? Не мора да биде голем. Може да биде и помалку од 70%, меѓутоа доколку е нестабилен, ќе привлече тромбоцити и тромбоцитите се тие кои што го запушуваат и предизвикуваат инфаркт. Другата подобра варијанта е стабилен плак. Тоа значи мало липидно јадро и голема фиброзна обвивка. Тоа значи дека тука имаме стабилен плак и многу потешко тој ќе руптурира. И затоа ние препорачуваме лекови
кои што делуваат на стабилизација на атеросклеротските плаки и намалување на ризикот од руптура и тромбоза. Вела дека нашата вистинска возраст се проценува во зависност од состојбата на крвните садови, односно од внатрешните ѕидови на крвните садови, токму ова сега што го појаснивте. И дека сите ние всушност појаснивте дека имаме некакви наслаги, но можеме ли да почувствуваме кога тие ќе станат поголеми? Има ли некакви симптоми што може да бидат знак за овој проблем? Да, коронарната болест може да биде симптоматска и асимптоматска. Тоа значи дека може и да нема знаци, а да ја има значајно запушување. Постарите лица, над 70 години, лица со диабетес мелитус, кај што има пореметување на автономниот нервен систем, на нервните завршетоци, немаат болка, а имаат запушување на крвните садови. Доколку се јави болка, таа болка е на градите, стеглива градна болка или во форма на печење или на стегање, жарење, трае 2 до 3 минути, се јавува во движење или во мирување. Со одмор болката се смирува. Може да се јави после јадење, после стрес психички. И тогаш, штом се смири особата, и болката се смирува. Тоа е стабилна градна болка. Значи е испровоцирана, затоа е стабилна. Нестабилната може да се јави било кога. Кога нема некаков видлив причинител. Нема стрес, нема јадење, нема физички напор. И затоа се вика нестабилна. Меѓутоа и стабилната градна болка, ако порано се јавувала еднаш месечно или сега се јавува веќе еднаш неделно, на помало растојание, на помалку искачени скали, тогаш станува веќе спаѓа во дефиниција на нестабилна градна болка. Таа градна болка може не само да биде во градите, може локализацијата да биде и кон лева рака, може кон двете раце, кон долна вилица, кон грбот. Некогаш се неспецифични. Некогаш е само стомачна болка, епигастрична болка. Се зависи од тоа кој артериски крвен сад е зафатен. Доколку е тие кои што го исхрануваат долниот ѕид, може да има гадење и повраќање. И тоа е многу често пациентите сметат дека имаат проблем со желудник, а всушност имаат инфаркт, да речем. Така да секогаш треба малку пошироко да се мисли. Тоа е сепак срцето мора секогаш прво да мислам меѓу другите, нели. Ништо не е за подценување, меѓутоа ова бидејќи е витално, треба апсолутно да се исклучи секогаш, да се мисли дека да не е случајно коронарна болка. Кога ќе се пожалиме на некаков проблем и ќе појдеме на лекар, обично најнапред прават ЕКГ. Дали ЕКГ-то може да даде одговори за тоа во каква состојба ни се срцето и крвните садови? И ако добиеме резултат дека е добар, велиме не ние ништо супер беше ЕКГ-то. Во 21 век ЕКГ-то е веќе надминато, има многу поточни методи. Сензитивноста на ЕКГ-то за коронарна болест е од прилика 30%. Само 30%? Само 30%. А доколку има промени, тоа е сензитивност, а специфичност е 80%. Значи, он многу ретко може да детектира некои промени. Може да види некоја акутна состојба, ако е инфаркт. Меѓутоа, ако е градна, стабилна или нестабилна градна болка, не мора да има никакви знаци. Дури повеќе од третина од инфарктите кај нон-стеми, ние ги викаме, се со чисто ЕКГ. Може да има нормално ЕКГ, а да има инфаркт. Да. Така да нормално ЕКГ не исклучува коронарна болест. Дури не исклучува и акутен коронарен синдром. Тука спаѓа инфарктот. Така да ЕКГ-то е почетно, да, треба да се направи апсолутно. Меѓутоа ви реков, специфичноста е голема, али сензитивноста е многу мала. Така да мора да се оди понатаму, тоа е првата, да, тоа е првото испитување, мора да се направи. А кој е следниот чекор?
Наследниот чекор е ехокардиографијата, ехо на срце. Тоа е неинвазивна Тоа е неинвазивна, значи метода. ЕКГ-то... Што значи тоа неинвазивна, само да не објасните? Неинвазивно значи метода со која што се дијагностицираат болести без употреба на никакви жици, боцки, ништо што би било инвазивно. Преку крвни садови. Преку крвни садови, ништо што навлегува во телото, се што е надворешно, да речем. И тука спаѓа ЕКГ-то, спаѓа ехокардиографијата, коронарниот стрес тест, магнетната резонанца на срце, компјутерската коронарографија и калциум скорингот и сега во последно време полигенетски тестови веќе од крв се предвидували, тоа е веќе за процена на кардиоваскуларен ризик. Ке започнеме со ехокардиографијата, односно ехото на срце. Се прави обично со сонда која што се поставува на градниот кош, сега преку градниот кош можете добро да ги видите срцето, крвните садови. Да, пациентот се позиционира на лева страна, со подигната рака за да се отвори градниот мускул и тука полесно со сонда се пристапува до се гледа срцето. Тоа е всушност на база на ултразвук. Од сондата се испушта ултразвук, тоа се рефлектира и се враќа назад. Поради тоа и понекогаш нели ги слушаме како работи кога ќе пуштиме доплер. Дали е има карактеристичен звук, дали е пулсен доплер, континуиран колор доплер, мислам све тоа различни или такива доплер. Така да тоа е со ехото убаво се гледа кинетиката, движењето на левата комора, на десната комора. Значи се гледа морфологијата на лево и десно срце. Ние ги викаме лева предкомора, десна предкомора, десна комора. Тоа се гледаат сите ѕидови и доколку има испад во кинетиката, хипокинезија, акинезија или дискинезија, ние тоа го викаме, тоа значи дека можно е да имаме запушување на крвните садови. Освен тоа се гледаат и валвулите, митрална, аортна, трикуспидна, пулмонална валвула, се гледа аортата и се гледа перикардот. Значи, едно убаво испитување, неинвазивно, нема никаков ризик од ова испитување, меѓутоа сепак се добиваат многу основни податоци за функцијата на срцето. И врз основа на тоа ние можеме да предпоставиме дали има или нема запушување на крвните садови. Пациентите многу често викаат и сега бајпасот запушен ли дали ми работи. Че на ехо на срце не се гледаат за жал крвните садови во срцето. Ниту пак стентови, ништо не се гледа од тоа. Ние индиректно преку проценката на движењето на срцето можеме да предпоставиме дали функционира бајпасот или стентот, дали се крвните садови проводни или не се проводни, меѓутоа тоа е само предпоставка. Визуализација има само на срцевиот мускул и на валвулите и на перикардот. Алтернативниот начин изведување на ехото на срце, на ехокардиографијата е преку хранопроводникот. Како тоа изгледа, професорке? Знаеме дека гастроскопија се изведува на таков начин, но зарем може и срцето да се прегледа? Да, срцето многу убаво може да се види преку трансезофагиално ехо, значи преку хранопроводот. Сличен процес е како гастроскопијата, меѓутоа гастроскопијата ја поминува кардијата и влегува во желудникот. Тоа е полесно малку, затоа што е над кардијата. Значи завршува тука некаде во градниот кош, некаде на средина на граден кош и сега со сондата ние му пристапуваме на срцето од позади и поради тоа имаме многу убава јасна слика. Задниот дел на срцето Не, се се гледа. Се се гледа комплетно? Се се гледа комплетно и се гледа повеќе од трансторакално, бидејќи можеме прво поубаво да ја видиме срцевата морфологија, да видиме тромби дали има, какво е движењето, дали во левата аурикула има тромби или не, тоа е многу важно, особено пред правење на некои инвазивни процедури. Потоа убаво можеме да ги видиме интератриалниот септум, тоа е на место кај што многу често има вродени или дефекти, атриален септален дефект или фораменовален перзистенс, така да тоа се малечки дупченца кои што на трансторакално не се гледаат. Најдобро е да се видат
со трансезофагиално ехо. Така да подобро се премеруваат ареите на валвулите, нема стеноза. Така да тоа е едно многу по точно да кажам испитување во однос на трансторакалното ехо, меѓутоа не се сигурно прави. многу понепријатно е. Да, е понепријатно, се согласувам. Има потреба за седација на пациентот или анестезија? Па најчесто не, може да се прави со седација, доколку планираме да испитувањето трае подолго. И не ни е важна хемодинамиката, значи ако ни треба да процениме, речеме, мителна регургитација, дали е за операција или не. Подобро е да се направи без анестезија, затоа што анестезијата ќе ја намали регургитацијата и ќе подцениме. Меѓутоа, ние проценката на регургитацијата ќе се ја направиме на трансторакално, а самата морфологија, што на хирургот ќе му кажеме дека треба да оперира, ќе направиме во седирана форма значи ќе имаме релаксиран преглед во кој што убаво ќе можеме да ги видиме структурите на срцето и валвулите и ќе можеме да даеме подобра информација поточна на хирургот. Но заради непријатноста на прегледот, доколку пациентот добива нагони за повраќање и слично, може ли работата на срцето да се забрза и да не ги добиете сите информации како што очекувате, па да морате да дадете некаква седација? Може да се случуваат такви работи, меѓутоа тоа е ретко. Најчесто ние одиме секогаш на циљана испитување, значи ние знаеме што бараме, не го правиме, ќе ги поминеме сите секвенции под сите агли, бидејќи тоа е под агли од 0 до 180 и после тоа се фокусираме на проблемот. Конкретен проблем. Да, на конкретниот проблем. Самото испитување трае 2-3 минути. А кратко, јас мислев ќе ми кажете 10, 15, 20 минути. За да го нема тоа долгото, ние се фокусираме само на проблемот. А другиот дел од испитувањето си го правиме на трансторакално, а доколку има потреба стварно нешто подолго, тогаш ќе седираме. Меѓутоа самиот процес не е толку непријатен меѓутоа не е болно. И корисен е и давам драгоцени, скапоцени информации. Да, апсолутно. Исто така во неинвазивната дијагностика спаѓа и стрес ехокардиографијата, односно стрес ехото, кога пациентот се движи додека се прави ехото. Вака, имаме 3 типа, да кажем, или 2 типа на стрес тест. Едното е со одење по лента или на велосипед. Тоест класичниот стрес тест? Тоа е класичниот стрес тест. А стрес ехо, пациентот лежи и се става лек, фармаколошки лек. Најчесто е тоа добутамин и се гледа на ехо. Каков е тој лек? Ја забрзува работата на срцето? Да, добутаминот е инотропен лек. Ние го користиме како третман на срцева слабост. Меѓутоа има ефект да го забрза срцето и всушност имитира одење по лента. Ова за пациенти што не може да одат по лента? Ова е токму така за пациенти кои што имаат проблеми колена, колкови, не може да се движат, не може да направат класичен стрес тест. И тогаш ние им правиме добутаминско стрес ехо, каде што сензитивноста е околу 80% и специфичноста е до 90%. И тие се легнати, ние го правиме ехото, си има протокол, се почнува со 5 микрограми, 10, 20 микрограми и всушност ние гледаме дали имаме испад во кинетиката. Во движењето на срцето. Ако почне послабо да се, значи се зголемува пулсот, ама срцето ако почне послабо да се движи, значи дека во таа територија ние имаме запушување на крвниот сад. И има уште една индикација, а тоа е виабилност. Да видиме дали има останато миокард, сочуван миокард, здрав миокард, кој што ќе може нормално да функционира. И тогаш, ако ние имаме испад во кинетиката, на почетокот, знаеме дека имаме инфаркт, и поминат инфаркт, и сега и знаеме дека тука има нема движење, има акинезија, дискинезија. И сега ние ќе го ставиме на стрес ехо и ќе видиме, ако со зголемување на фреквенцијата се подобри контрактилноста, значи тоа е виабилен миокард. Значи имаме живост во тој миокард. Имаме добра прогноза за пациентот. Доколку остане млитаво срцето, не се движи, значи дека
тука веќе имаме полоша состојба, односно немаме виабилност на миокардот. Професорке, дали кај секој пациент може да се направи ваков стрес тест со ехо? Може, да, у принцип може кај секој, има некои ограничувања од типот астма, тука не би требало да дадеме добутамин, па се користи друг лек дипиридамол. Меѓутоа, во денешно време има и други модалитети, така да по принцип кај 90% од пациентите може да се направи. Пациентите се плашат од овој тест, стравуваат да не им се слоши, да не им се случи нешто, особено оние што веќе имале инфаркт, да не им се повтори. Па постои ли таков ризик? Ризик постои, се разбира, ниту една метода не е нели без ризик, меѓутоа тоа е се контролиран и прифатлив ризик. Имаме количка за реанимација. Секогаш пациентот е постојано на монитор, значи има 3 монитора, едниот е од количката за дефибрилација, еден од ЕКГ-то што го правиме и еден е од ехото, така да он има троен мониторинг плюс имаме ехо. Секогаш го правиме двајца доктори, 2 сестри, така да имаме тим. Тоа е многу ретко да нешто може да се случи, меѓутоа доколку се случи, тука сме веднаш реагираме. Во принцип се забрзува со целата работа и тоа е тоа што на пациентите им смета, да, е непријатно, меѓутоа тоа е целта. До колку удери се забрзува, професорке? Може, тоа зависи од возраста, идеме до 85% од максималната предвидена срцева фреквенција. Максимална предвидена срцева фреквенција е 220 минус бројот на години. Така да, меѓутоа имаме и проценка на ризик, доколку е пациентот доста ризичен, можеме да одиме и со 75%, не мора да форсираме. Не мора да биде до сепак, да. Удари блиску до крајната, до максималната. Не, на тоа не се оди, сепак е ова не се инсистира. А може ли се случи здрави пациенти кои што не се во добра кондиција да не може да го издржат стрес тестот? Вака сега, добутаминскиот сите може да го издржат, бидејќи тоа е во лежачка позиција. Овој коронарниот стрес тест што е на лента и на велосипед, да, тој може да не може да го издржат. И тогаш идеме или кон добутаминско стрес ехо, или одиме кон компјутерска коронарографија или кон магнетна резонанца на срце со тесна перфузија. Тоа ни се можностите и тоа се одлучува на индивидуално ниво. Во тоа зависност колку е ризичен пациентот за кардиоваскуларни случувања. Доколку е високо ризичен, сигурно ќе даеме предност на магнетот на срце или на компјутерската коронарографија. Добутаминското ќе го почекаме. Колку често може да, односно треба да се прави ова стрес ехо? Тоа е се по индикација. Стрес тестот зависи од ризикот на пациентот. Обично најчесто се применува коронарен стрес тест кога се оди по лента. Меѓутоа тука тоа е за млади луѓе. До која возраст тоа е? Доколку може, до 60-70 години. Значи, тоа не е проблем. Возрастни лица се во добра здравствена состојба и со одлична кондиција. Да, меѓутоа, сензитивноста е многу помала. Има 64% сензитивност, доколку еден крвен сат е запош. И 84% сензитивност, доколку е повеќе садовна коронарна болест. Така да диагностичката моќ е послаба во однос на компјутерската коронарографија или магнетната резонанца на срце. Така да, тука ние го користиме секојдневно кај млади пациенти, кај кои не очекуваме да има запушување на крвните садови. Доколку сакаме да испитаме кондиција. Кај спортисти, кај луѓе кои што се занимаваат активно со спорт на возрастна доба. Потоа, кога сакаме да видиме ритам промени, например, имаат првовентрикуларни екстрасистоли, дали при напор се зголемуваат или намалуваат. Кај умерена аортна стеноза. Значи, има примена стрес тестот, меѓутоа, пациентите мора да знаат дека сензитивноста е помала во однос на другите испитувања. Професорке, се почесто се советува физичка активност за целокупната
здравствена состојба на луѓето. Дали некој што не вежба воопшто, а е во поодминати години, би требало да направи најнапред некаков преглед, стрес тест или пак градно ехо и потоа да се вклучи во замислената физичка активност, нели? Сега се качувате со велосипеди на водно. Да, пред било каква таква спортска активност, прво се почува нели постепено. И доколку е човек во возрастна доба, веќе би требало да се направат прво прегледи и да добијат дозвола за спортување. Не е тоа затоа што законски е потребно, туку заради нивна безбедност. Ние имаме многу планинари кои сме ги оперирале. Ме разбирате? Така. Значи, не значи дека ако некој се движи, дека нема коронарна болест. Може би е асимптоматски. На 50% се асимптоматски. И првиот симптом може да биде инфаркт. Така да, пред било какво такво сериозно спортување, потребно е апсолутно трансторакално ехо и, не знам, на индивидуално ниво некоја од овие диагностички неинвазивни процедури, кога ќе бидеме посигурни за во каква состојба се коронарните садови, тогаш пациентот можеме да му кажеме дека може да почне да се занимава со спорт. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, телефонскиот број ќе биде испишан на екранот, а вие ќе можете да се јавите на тој број, да поставите прашање. Професор доктор Милка Клинчева, кардиолог од клиничката болница Жан Митрев, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги даде одговорите на сите ваши прашања и дилеми поврзани со темата на која што денеска се говори. И ќе продолжиме понатаму. Денешната тема се неинвазивните диагностички процедури кај болесите на срцето и крвните садови. Вие ќе споменавте дека магнетот на срце може да даде навистина квалитетни одговори за состојбата на овој орган. Па како се изведува магнетот на срце? Дали е тој магнет е ист како и магнетната резонанца за сите останати органи? Магнетна резонанца на срце е иста, се изведува во истиот апарат како и сите други магнетни резонанци. Меѓутоа, софтверот е посебен за наменет е за срце, бидејќи срцето, за разлика од другите органи, се движи. Пулсира постојано. Да. И ние мора да го фатиме, да го видиме срцето како тоа се движи. И од тука да процениме каква е пумпната снага. Всушност, магнетната резонанца на срце дава многу поточна проценка на пумпната снага на срцето во однос на трансторакалната или трансезофагиалната ехокардиографија. Пациентот треба, од прилика, нашите прегледи траат 40 на минути, зависи од тоа, од должината на прегледот, зависи од тоа колку секвенци се потребни, која диагноза ја правиме. Сушност, тука за секоја скоро диагноза имаме различен протокол и во зависност од упатната диагноза, таков протокол применуваме, од тука зависи должината на прегледот. Но тоа е од прилика од 30 до кај 50 минути, во просек 40 минути е едно изведување. Пациентот си лежи, да, тоа е магнетна резонанца, затворена е, може би е малку клаустрофобична, затоа и разговараме со пациентите претходно и им објаснуваме дека ќе мора да соработуваат, имаме посебен начин на соработка, меѓутоа во тие моменти, значи кога тие лежат и соработуваат, пак времето поминува доста побрзо и него ни забележуваат. Ставаме контраст, гадолиниум, кој што гадолиниум ни помага да процениме дали имаме фиброза во мускулот. Всушност, единствената метода која што овозможува карактеристика на ткивото, на мускулот срце, е само магнетната резонанца на срце. И таа ни кажува колку имаме здрав мускул и колку имаме оштетен мускул. Кај миокардитис корисно е да се направи магнет на срце? Значи, магнетот на срце ќе ни разграничи дали е исхемично, од запушување на крвните садови, или е од неисхемична природа. Ако е од исхемична природа, може да ни каже дали е субендокардно, значи на мал дел, на цел мускул е зафатен, само дел, и врз основа на тоа ние можеме да процениме виабилитет на миокардот и можеме да ја процениме прогнозата на
пациентот и ризикот од аритмии. Затоа што колку повеќе фиброза има во мускулот, толку е поголем ризикот од аритмии и од нагла смрт. И тоа нас ни помага да ја моделираме терапијата, да го советуваме пациентот за колку може да вежба, колку може да се движи и дали му треба некој апаратче, кардиовертер дефибрилатор или срцева ресинхронизациона терапија се тие кои што се да кажеме може да помогнат при срцева слабост или при зголемен ризик на аритмии. Освен тоа, при проценка на представање на стентови, пред бајпас операција, потребно е магнетот на срце за да видиме дали вреди да се става стент или да интервенција. Дали на срцето му треба тоа. Или ако се стави, нема да има никаква корист од тоа, бидејќи има многу фиброза, например. Значи, не секогаш е тоа решението. Пейсмейкер, стент и слично, доколку има многу фиброза. Па не е секогаш решението. Се е тоа на индивидуална база и тоа треба да се процени на кого што најдобро му треба. И оваа метода нас токму тоа ни го овозможува. А компјутерската коронарографија? Компјутерската коронарографија друго проценува. Таа проценува само коронарните артерии. Значи, ние гледаме коронарните артерии. Коронарни артерии се всушност артериите на срцето. Да. Има сензитивност на 90%, скоро слична сензитивност како и класичната, она инвазивната коронарографија, со тоа што овдека нема жица. Овде се става канила, преку канилата се става контраст и за 9 секунди ние всушност имаме снимање и ги гледаме крвните садови. Се гледа убаво ендотелот, се гледа дали се меки плаки, тврди плаки, каде е точно распространето. Значи, не секогаш мора да се влезе преку вени и да се направи класична коронарографија за да се види состојбата на крвните садови. Може и со неинвазивна метода да се добие точна дијагноза, прецизна. Да, тоа може. Меѓутоа, доколку има потреба од пласирање на стент, пак мора да се оди на инвазивната коронарографија. Но на ваков начин па некогаш може да се исклучи дека се е оред и да не минува пациентот низ некоја инвазивна метода. Правилото според нашите гайдлайнси, доколку пациентот има нетипична градна болка, а има висок ризик од кардиоваскуларни случувања, тогаш се прави прво калциум скоринг и доколку нема многу калцификати на коронарните садови, тогаш одиме, пристапуваме кон продолжуваме всушност со прегледот и ја правиме оваа коронарографијата, неинвазивната. Калциум скоринг споменавте. Го испитувате нивото на калциумот, што е наталожен во крвните садови? Може таква проценка да се направи? Да, тоа е всушност дијагностичка метода која ни кажува колку имаме калциум во зидот на крвните садови и врз основа на тоа колку имаме еден скор и врз основа на тоа дали е до 100, 200, 300, 400 или над 400 можеме да процениме дали пациентот е во низок, умерен, висок или многу висок ризик за коронарна болест и врз основа на тоа и врз основа на дистрибуцијата на калциумот на кои крвни садови, дали е на рачвиштето, дали е долго, дали е кратко, ние се одлучуваме дали ќе продолжиме да правиме, ќе продолжиме со испитувањето и ќе направиме компјутерска коронарографија или ќе прекинеме тука и ќе го префрлиме пациентот на инвазивна коронарографија. Всушност, колку калциум има во зидот на крвните садови, соодействува, корелира со кардиоваскуларните случувања. Колку повеќе калциум, толку поголема шанса од кардиоваскуларни случувања. Меѓутоа, треба да знаете дека калциумот некојаш може да биде само површен, да биде надворешен, само над зидот и да се шири кон надвор, не кон внатре, кон крвниот сад, кон луменот на крвниот сад. И не значи дека има стеноза. Да, добив од режија известување дека линијата не е блокирана и поради тоа немаме всушност телефонски јавувања
имаме проблем со телефонската линија за жал денеска, но еве оние кои што се заинтересирани да постават прашања, имаме уште малку време, нека испратат прашање на нашата страница на Facebook Телма амбуланта, _0 плюс месеци на телевизија Телма. Ја потоа ќе ги прочитам прашањата, а професорката ќе даде одговор на нив. Професорке, продолжуваме понатаму. Дали е потребна некаква специјална подготовка на пациентите пред да им се направи магнет на срце или пак компјутерска коронарографија? Дали е sejedno какви лекови ќе земаат? Или тоа нема никакво значење? Па нема некое големо значење. Вака за компјутерската коронарографија нема скоро никакво значење, освен оние основни работи, а тоа е дека пулсот треба да биде под 70, за да може да имаме доволно долга диастола, за да можеме убаво да ги фатиме крвните садови, бидејќи тие се полнат во диастола со контраст. За магнетната резонанца на срце, доколку е обична, без лек, без перфузија, тогаш нема потреба од никаква подготовка. Меѓутоа, доколку го дадеме лекот магнетна резонанца на срце со перфузија, тогаш ставаме еден лек аденозин и аденозинот го стимулира срцето побрзо да работи, ги шири крвните садови и ние гледаме дали имаме дефект во перфузијата или не. Ако не се прошират доволно крвните садови, ќе имаме недостаток на кислород во тој дел и ние го гледаме како една хипосигнал еден на срцето и тоа значи дека имаме индуцирана исхемија, имаме дефект во перфузија. Меѓутоа, за да испитувањето ние точно го направиме, биде технички адекватно направено, потребно е пациентот 24 часа претходно да не конзумира кофеин, а тоа значи кафе, какао, чај, чоколадо, кока-кола. 24 часа. Зошто? Затоа што кофеинот се врзува за истите рецептори како што се врзува и лекот. За аденозинските рецептори. И кога лекот, кога кафето ќе се врзе за аденозинскиот рецептор, ние со лекот не можеме да го постигнеме тој хемодинамски одговор кој што нам ни треба. И поради тоа секогаш ги советуваме пациентите 24 часа претходно да не конзумираат кофеин и кофеински напитоци, да дојдат нели подготвени и да знаат дека во текот на испитувањето целта која ни е да добиеме тахикардија, да добиеме градна болка и тоа е непријатно, меѓутоа трае кратко време, тоа се 3 минути. И кога тоа ќе постигнеме, значи да, пациентот има добар одговор на лекот и тестот, резултатот што ќе го добиеме е веродостоен, односно е точен. Така. Нема да и бидеме лажно позитивни или лажно негативни. Предуслов за добро изведување на тестот е токму тоа, соработката со пациентот и абстиненција од кофеин 24 часа. Еве прашања од гледачи кои што стигат на нашата страница на Facebook. Линче прашува што предлага професорката за умерена аортна стеноза кај 75 годишен пациент. Можеме да пробаме со стрес тест, одење по лента на прво-второ ниво и веднаш ќе приметиме дали има потреба или нема потреба од тави или од операција. Доколку се појават СТ депресии, тие ќе се појават веднаш, тогаш тоа е индикација за операција. Доколку не, треба да се повтори испитувањето за 6 месеци, за 1 година да се следи. Имам уште едно прашање од гледачка кое што се однесува за незиното дете конкретно. Можете да дадете одговори за деца? Кај детето незино чувствувало периодично градна болка. А колкаво е детето? Не е наведено. Не е наведено, само дека детето има градна болка, што да се преземе, каков тест? Сега стрес тест. Ако е за дете, сега ако речеме дека е дете до 18 години, апсолутно стрес тест. Значи кај децата до 18 години исто така може се направи стрес тест? Да, кај дечиња се прави веќе над 8-9 години се прави стрес тест. Градната болка во детска возраст, значи не е за занемарување, бидејќи е релативно честа. Па ја има. Да, дечињата знаат да се пожалат, меѓутоа затоа треба ЕКГ, ехо и доколку тоа не е доволно, тогаш треба стрес тест. А кога станува збор за превентивни прегледи, колку често треба да правиме ехо на срце?
се зависи од личниот ризик за кардиоваскуларни заболувања. Тоа значи доколку е со притисок, масноти, шеќерна болест, пушач, генетика, значи у фамилија прво колено, татко со инфаркт, со кардиоваскуларно случување до 55 година, мајка до 60 година, тоа значи дека имаме особа со висок ризик. И тогаш треба еднаш годишно. Збориме за средновечна личност која што сака превентивно да превземе мерки за да спречи појава на инфаркт. Прво, еднаш годишно ЕКГ, ехо и стрес тест. Доколку има потреба, тоа е на индивидуално. Доколку сакаме уште повеќе да го процениме ризикот, тогаш се препорачува полигенетско испитување, тоа не е страшно, се зима крв. Се зима крв и се испитуваат мутација на гени и тогаш таа мутација на гени може да ни го зголеми уште повеќе ризикот и тогаш да бидеме уште поагресивни со терапијата. Пониско притисокот, пониско маснотиите, ме разбирате, пониско шеќерот, затоа што гледаме дека генетиката ни кажува дека пациентот има голем ризик од кардиоваскуларни случаи. Значи има веќе изолирани гени кои што кажуваат на овој проблем. Да, и може да ни помогне. Значи ние од тие ризик фактори кои што секојдневно ги гледаме, ова може да ни го помести пациентот во поголем ризик или да ни го смали. Јасно. Може да ги има ризиците, ама генетиката да не. И тогаш не мора да сме толку агресивни со терапија. Не значи дека треба продолжи да пуши, се разбира. Јасно. Така, значи и полигенетските тестови исто така даваат одговор и кај секој пациент тоа треба да се направи или кај оние кои што имаат во семејството некаква историја? У принцип би било добро кај секој човек да си знаеме која генетика ја носиме. Меѓутоа тоа е индивидуално, и етичко прашање, не секој сака да живее со таков притисок. Да. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за појаснувањата што ни ги дадовте, за начините со кои што може да се дијагностицираат болестите на срцето и крвните садови со неинвазивната дијагностика. Научивме навистина многу работи денеска и за тоа и служи оваа емисија, да се информираме и да учиме нешто повеќе за нашето здравје. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство повторно да учествувам кај вас, секогаш е пријатно. Се надевам дека повторно ќе се видиме во емисијата, професорке. Почитувани професор доктор Милка Клинчова, кардиолог, беше гостинка во нашата емисија, реализирана овој пат во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, ви посакувам пријатен ден.